Ова е во еден историски атлас 2500 од 2500 години до 1200 години пред Христос. Тука на ова карта е запишана Македонија. Не е фотошоп, и в библиотека сум. Гледајте сами. Ќе најдеме и ќе снимиме други карти сега. Ќе го разгледаме и овај атлас, да видиме внатре што стои. Овде е прикажано Персиското царство, како се протегало. Ово е значи 500 години пред Христос. И еве Македонија, не стигнале персијанците да ја освојат целиот денешен македонски простор овде. Така, ајде одиме понатаму. Стигнуваме овде кај Александар Македонски. Еве, значи убаво стои. Александар, големиот Александар, значи, кој е роден 356, умре 323, Кунг, крал во Македонија, кој ја надвладеа кој ги надвладеа персијанците. Убаво стои. Ете го Александар. Ајде да видиме што стои друго. Еве Македонија. Ете така. Ајде да видиме во текстот. Значи еве македонски крал Александар, кој само на 22 години. На 22 години. Шо правил Александар на 22 години? Шо правиме ние? Овде се значи римјаните. Ова е после смртта на Александар. Повторно на денешниот Балкански полуостров. Ја гледаме само Македонија. Ете. Ова е Европа 1815 година. Се наоѓаме под османлиското робство и еве, значи помеѓу Македонија и Русија речиси нема граница. Тука се знае живее еден ист народ со ист јазик, се до Јапонија. После тоа следуваат поделби на целиот македонски народ, кој е применован во многу националности и држави како што се денес.